ме издвојува тоа што во програмата има решенија кои што се реални и можат да се спроведат, голем дел од нив може да се спроведат веднаш. Таков е, да речеме, БРТ системот за кој што имате обезбедена документација, готов проект, имате обезбедени пари. Такви се и дел од краткорочните мерки кои што ќе помогнат да се намали загадувањето на воздухот, како да речеме бесплатните филтри за очаците за домакинствата. Тоа се брзи и реални мерки кои што ќе дадат брз резултат и ефект во кратко време. Програмата е така и базирана на основа на краткорочни, среднорочни и долги мерки. Треба да има континуитет. Вие треба да почнете со кратки, брзи мерки кои што даваат брз резултат и потоа да продолжите да градите систем, бидејќи ние го имаме изгубено системот. Не постојат функциите во град Скопје. Ние како граѓани немаме услуга за собирање на отпад. Ние немаме соодветна услуга во делот на водоснабдување и канализација. Пречистителната станица доцни 2 години согласно рокот за нејзина имплементација и не знам колку знаат граѓаните, ама еве денес да информирам јавноста. Ние повеќе од 15 месеци како држава, бидејќи се тоа заемски пари, заеми се од банки, секој месец плаќаме повеќе од 100.000 евра камата заради тоа што не ги исполнуваме обврските према изведувачите. Значи, системите ни се девастирани, функции граѓаните не добиваат. Она што го нудам јас во програмата е брзо да се вратат функциите према граѓаните, за да можат да добијат соодветна услуга за она што плаќаат. Значи, БРТ системот, она за што се обезбеди, што има сериозно готова документација што се обезбедени пари, е првата линија од Ѓорче Петров до Ново Лисиче во аеродром. За таа линија која што е во должина од 13 километри треба да има 21 нова постројка, околу 30 нови автобуси кои што ќе се движат со фреквенција од 5 до 6 минути и можат да превезуваат 65.000 патници на ден. Може да биде готова крајот на 27 или почетокот на 28 година, што значи дека за 2 години ние можеме да имаме првата линија со модерен, еколошки, ефикасен и брз систем. Паралелно на ова, значи тоа е исток-запад, паралелно на ова, додека се гради, ќе се прави новото оптимално решение за север-југ, што значи дека и другите два дела на градот ќе ги поврземе и вие ќе добиете 2 линии кои што имаат брз и ефикасен транспорт, кои што ќе народно кажано ќе го ранат сите останати делови на Скопје. Секако мора со нови еколошки автобуси, бидејќи овие кои што ви имаме се девастирани. Заради тоа имаме во програмата и набавка на нови еколошки автобуси. Според мене најдобро ќе биде да бидат на газ, бидејќи тој најмалку загадува. Така да тие се последователни активности кои што треба да се спроведуваат покрај пешачките патеки, велосипедските нови патеки, за да можеме да имаме ефикасен систем на јавен и алтернативен превоз, за да не се возиме само со сопствените возила.